Како што е познато, во изминатите денови се одржа регионални советувања со претседателите и секретарите на општинските конференции и комитети на Сојузот на комунистите од Републиката. Се расправаше за идната активност во спроведувањето на ставовите за актуелните задачи на Сојузот на комунистите на Македонија, во јакнењето на единството и ефикасноста на идейно-политичката акција, што Централниот комитет ги донесе на својата последна 37-ма седница. Овде, во нашето студио, е членот на секретаријатот на Централниот комитет Сервет Салију. Друга Салију, што всушност се договорите на овие советувања? Целта на овие советувања беше да се направи договор за конкретниот пристап и ангажман на организациите на Сојузот на комунистите и комунистите во реализацијата на ставовите од 30-мата седница на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Се разбира, договарањето се јавуваше како потреба да се постигне што е можно поголема усогласеност на акцијата, како би се таа одвивала со една поравномерна динамика и интензитет на подрачјето на целата република во сите општествени организми. На советувањето се договоривме за повеќе прашања, јас тука ќе ги истакнам некои поважни од нив. Едно од прашањата беше во тоа како да се спроведува акцијата и кои би требало да бидат правците на самата политичка акција. Бевме недвосмислени сите дека политичката акција за реализацијата на ставовите треба да се одвива во склопот на оние правци врз кои сега делува целиот Сојуз на комунисти на Југославија. Впрочем, тие правци се одредени со политиката на 21-та седница, втората конференција на Сојуз на комунистите на Југославија, а и со писмото на другарот Тито, извршното биро на председателството на СКЮ. Тоа значи да ударот на политичката акција треба да се осмерува и натаму во развојот на самоуправните односи, во остварувањето на уставните амандмани и врз таа основа јакнењето на улогата на работничката класа во севкупната општествено-економска и политичка репродукција. Вториот правец би се однесувал кон разрешувањето на сите оние проблеми кои се однесуваат на социјално-економската сфера, сватена во незината севкупност, почнувајќи од личните доходи, стамбената политика, вработувањето, посебно вработување на нашите работници во странство, надминувањето на неоправданите социјални разлики, се до оние прашања кои треба да значат доследност во реализацијата на стабилизационите мерки и она што значи напор за економска стабилизација на целата република. Дале, правецот на акцијата и натаму треба да се одвива во организацијното оспособување на самиот Сојуз на комунисти. Преди се мисли на понатамошното подобрување на социјалната структура на Сојузот на комунистите со една посмела ориентација кон прием на нови членови, посебно од редовите на работниците од непосредното производство и младината, и се разбира во тој контекст и натаму треба да се настојува систематски да се подигнува идејното ниво на комунистите и марксистичката наобразба на самите комунисти. Второто прашање кое се договоривме на самите саветувања се однесува на методот и формите на делување на самиот Сојуз на комунистите. Се истакна потребата да се чинат напори за уште поголема соработка, взаимно поврзување и информираност помеѓу Централниот комитет и неговите органи и општинските, односно базичните организации на Сојузот на комунисти. Беше потенцирана потребата дека реализацијата на документот бара такви форми на делување кои ќе обезбедат една поголема отвореност
на Централниот комитет, на секретаријатот и на општинските организации кон базата, за да може таа непосредно да врши влијание во градењето на ставовите, а врз тоа и да земе своји обврски за реализацијата на самите ставови. Во тој контекст беше исто така доста доминираше проблемот на координацијата, сватена во една хоризонтална смисла помеѓу раководствата на Сојузот на комунистите и другите општествено-политички организации и органи. Беше потенцирано дека сегашниот начин на координирање представува модел за себе во секоја општина, дека тука во основа координацијата се користи од носители на стратешки председателски функции во општината и дека често пати не може и да се избегнуваат одредени опасности да се намената на договарањето заменува дури и со градење на ставови, а некаде и со одлучување и слично. А имајќи предвид фактот дека ова што на се поактуелна координација во едни услови на мноштво ставови и обврски, мислим дека би требало да се изнајдат такви решенја кои координацијата ќе стават во едни прави релации и со една права намена. Исто така во овие советувања стануваше збор и за кадровската политика. Беше подвлечена потреба за појасни, посврсни ставови во градењето на кадровската политика, а исто така и за едни принципи врз кои таа политика треба да се остварува. Тука посебно се дискутираше околу поголемото ангажирање околу комитетите и конференцијата на способни политички луѓе кои би се ангажирале во остварувањето на мноштво на задачи на комитетите и конференциите кои се поголеми, а исто така и за активирањето на помошните тела на самите конференции. Беше потенцирано исто така дека за успешното реализирање на ставовите нужно е да се покренува и активира сиот општествен механизам во општината. Исто така се настојуваше да се повише поддржи атмосферата на реализацијата на ставовите, да не се губи акцијата во правење на нови материјали, нови програми и така натаму. На советувањето стануваше збор исто така и за чистотата на самата акција. Беше потенцирано дека за тоа преди се треба да бидат одговорни организациите на Сојузот на комунистите и посебно раководствата на Сојузот на комунистите. Во онаа мера во кој овие фактори на самата акција ќе пристапат комплексно, осмислено, одговорно и објективно, во таа мера реализацијата на политиката ќе се одвива врз позицијата на Сојузот на комунистите, односно во толку ќе се спречат сите негативни појави кои како евентуална опасност можат да ја преместат акцијата во други релации, врз други позиции спротивни на Сојузот на комунистите. На крај да истакнам дека овие советувања беа доста корисни и верувам дека тие позитивно ќе се одразат врз реализацијата на ставовите и задачите на писмото на другарот Тито. Овие советувања исто така покажа дека базата и општинските организации се спремни критички да се свртат кон сопствените слабости и проблеми, но исто така тие се свртени кон центарот, кон републиката и се заинтересирани како таа ќе се ангажира во реализацијата на ставите и во која мера ќе се сврти кон проблемите на базата. Другар Салију, ви благодарам. А сега да ги чуjem искажувањата на неколку секретари на општински комитети за тоа што значат ставовите за нивните општински организации, односно за нивните комуни во целост. Мислам дека усвоената платформа на 37-та седница на Централниот комитет создаде нови импулси за понатамошна и позасилена идейно-политичка активност на Сојузот на комунистите во Македонија, посебно со што таа ќе доведе до засилување на самата акција која беше инспирирана и од
21-та седница, односно посебно после писмото на председателот на Сојузот на комунисти на Југославија и извршното биро. Јас мислам дека таа акција ќе овозможи ова што го кажав само тогаш доколку ставовите од платформата представуваат и станат составен дел и своина на сите основни организации и целокупното членство во секоја средина, на целокупното членство во општинските организации на Сојузот на комунистите, преку тоа целокупниот сојуз на Македонија. Тоа воедно значи дека во дадениот случај станува збор за критичко преиспитување на досегашното искуство, на собствените состојби, преку тоа на постигнатите резултати и слабостите во секоја средина. Разбира се, преку таквата анализа насочувајќи ја и престојната општествено-политичка акција и активност на ЕСК. Во противно, мислам дека може да се случат непожелни работи, како што може да дојде до девалвирање на постигнатите резултати на она што досега го постигна Сојузот на комунистите и на негова иницијатива и другите социјалистички снаги во општеството наше. Најважно за нас во сегашниот момент на ниво на комуна е да се продолжи веќе започнатата битка уште со писмото за надминување на една подвоеност, на едни конфликтни состојби што подолго време беа присутни и мора таа битка да биде преокачествена задача за консолидирање на силите во комуната. Сигурно не се помалку од интерес и другите прашања што се набележани во нашите оперативни програми, како на Општинскиот комитет, така на Општинската конференција, како на пример меѓунационалните односи, проблемите од социјалната сфера, насочувањето на една правилна и принципиелна кадровска политика, која треба да биде ослободена од секакви групашки позиции и слично. Во досегашната акција сме дошле до низ констатации што се од интерес за самата организација на Сојузот на комунистите во базата. Една од нив е и отсутноста на критиката и самокритиката на поделни членови на Сојузот на комунистите, што зборува и за недоволна одговорност кон организацијата. Ставовите од 37-та седница ќе бидат вклопени во постојните акциони програми и на Општинската конференција на Сојузот на комунистите и на базичните организации, со цел да се обезбеди разрешувањето на основните проблеми во развојот на самоуправните односи, практичната примена на уставните амандмани, а низ акцијата и поголема акциона способност на основните организации на Сојузот на комунистите. Освен политиката на Сојузот на комунистите, не постои друга, а во тој правец ставовите на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија ги свајчам како составен дел на политиката на Сојузот на комунистите на Југославија. Отсуствувањето на оваа акција не смее да има. Во колку се јави таква отсуствување, најенергично треба да се спротивставиме како комунисти. То би значило во понатамошната активност не смее ниту еден член на Сојузот на комунистите индиферентно и неутрално да се понесува. На ваквите членови кои индиферентно ќе се понесуваат, не им е местото во редовите на Сојузот на комунистите. Второ, јакнењето на идејно политичката акција пред се е гледам во вкупната политичка акција на сите самоуправни и општествени снаги во работните организации по широката општествена заедница. Потребно ни е идејна диференцијација во акцијата.